Селото Војшанци се наоѓа во југоисточниот дел на територијата на општина Неготино, непосредно на левата страна на реката Вардар. Селото е рамнинско на надморска височина од 140 метри, а од градот Неготино е оддалечено 9 километри. Селото се наоѓа на левиот брег на Вардар, при устенијето на Војшанска река, во самата рамница. Селото има збиен тип со разредени краеви. Според последниот попис од 2021 година, во селото живееле 365 жители. Со животот е убав меѓу мештаните кои живеат во селото. Празникот Илинден е значаен ден за сите, бидејќи е празник на селото, па мештаните чекаат гости и го слават празникот. Оваа година, во очи празникот, на 1 август, Војшанци стана центарот на тиквешијата, со посета на многубројни посетители, бидејќи за прв пат во историјата на село Војшанци се одржа фестивалот под наслов Вилич фестивал, кој ќе прерасне во традиција и ќе се одржува секоја година. Па на тој начин ќе се придонесе за селото и воопшто за младите кои живеат тука. Пред самиот почеток на настанот поразговаравме со организаторите на фестивалот и учесниците, сакајки на сите одблизу да ви ја пренесеме атмосферата на Вилич фестивал. 1, 2. Добро е. Камера не чек, камера не чек. 3-4. Сака, ето го, сака. 1, 2, 2, 3, 4, Тес. 6. Некој се биеше. Се биеше. Не се биеше. Добро е. Цимо отвори смоките. Чекај малце. Дали ти примети нешто, само кажи? Има дали народ. ти примети? Освен народот, дали ти примети нешто има? Примету и шо нема? Нужник. Точно. Уствари има. Ама у Бистринци. Биваше ли бе нужникот у Бистринци да го Му стави? викаме на вие, море кај се измолчиме, у Бистринци. Па не на заебавај. Брза не. помош, викнаме катетари да ни стават. О, Кој ќе оде до Бистринци? Па Викај- не можам. И гледате Нога ли- не остана, 3 пати одам од Прежевски. И гледате ли вие дрвата и гледаме, од таму патот и за Бистринци. Фала. Оди, у четврток заврти десно. Шо е додакво? А друго нешто приметуваш ли шо нема? Цимо, јас сум стар човек, вечера. Не. А знаеш ли таа една водителка, една плава? Братче, сегде ја има. Од неготно шо е укавач шо работи. Ета, можно ли е па секоја манифестација? Ја мислам дека она ги организира манифестациите. Море Не дека они ја викат. Она ги организира манифестациите и вика ја ќе ви водам, ви воа и воа ќе правите. Ти веруваш дека ја некне се идам од театарот дома, отвара фрижденото, она ми ги спадна од таму. Не. Значи Джа Вучич исто, она и Вучич. Она и Вучич. Нема други. Да, де отвори вие смоките. Отвори. Мене ме стради и отворам. Зошто? Че испадне и од туа. Де, молим те, чекај. Треси убаво. Не. Само смоки се. Смока е. Смока е, добро е. Мези, ајде. Мези не јади. Добро вечер, човеци. Добро вечер и од мене. Ај, добро вечер. И на здравје. Топло пиво ми да доа. Уште ладниче баби, фала ти. Убав фестивал, Village Fest. Еве и ја и Диме Коцевски. Тука малце да го надополниме фестивалот, па ако можеме некој да ве насмеиме. Прво да ги поздравиме домаќините. Тоде Дим Метал. Тоде, крени рака ако си туа да го ебам. Тука е, кај добро. ќе видиме, тука е. Добро, Тоде добро Дим да си. Метал, само еден податок да ви кажам. Тоде Дим Метал што направи една ограда у Кавадарци. Човеците мислат амбасада е тоа, се сликуваат пред неа. Значи толку многу го бива, збор да нема. И Ацко не е лош, не? Ацко 3 месеци само е менаџерчи у Бриони, види што направи. Кој За 3 3 години? месеци, бре? Еден За 3 месец? години. Добро, така е зборот. Ами за 3 години има да направи Вудсток.
Ацто кога го правеше фестивалот, овој Village Fest и со градоначалникот наш, Лав Муамед, и му вика пиво колку ќе изоди, вие му вика толку и толку. И градоначалник му вика не заебава, ајде толку да се не знам. Толку ако истошите вика ви пиво, вика ја до година вика пола од тоа пиво гратис ви го давам и ви давам пари за 3 дена фестивал. И Ацто мене ми вика градоначалник се заеба. Ни вика на обичен ден пиеме по 80 гајби пиво. И слушај вам како време Муамед Солана кога дојдоа 5-6 души да ајде. Сите по 1,90 м големи, разбираш, викам. Колку 40 пива. Границата. И сега ја ќе одам кавари човечко градоначалник, јална што ја таа тебе. Не ги откажи. Рачуне испиени се. Не ги откажи, остај ги, че дојдеме и ние од година 3 дена и ници би име тука. Што се замараш? Значи 3 песни шанк. Остај го шанкот, гледај кој се појави. Од смоките ли испадна, од кај ли испадна, ја не знам. Ја мислам дека од пивото ми испадна. Не знам од кај испадна, ја се правам дека не ја гледам. Дечки, кој сте вие, бе? Security! Каде е бе тоа security? И не пуштете таму некој шо од надвор носи пијалок. Шо е ова од вас? Вие, кој се? Што барате овде, дечки? Кој ве пуштил вас овдека? Кај ми е джин тоникот? Ајде, бришка од тука! Добро. Бришка! А, security! Ајде! Дами и господа, неготинките што работи у каваларци! Village Festival немаше да биде Village Festival и немаше да се одржи првото издание токму овдека во Војшанци да не беше Александар Додев. Тој вечерва е заедно со нас заради тоа што е еден од одговорните и еден од организаторите и секако идејата потекна од него да се организира фестивал со името Village Festival токму овдека во село Војшанци. Александар, здраво! Здраво, ви благодарам многу. Многу ми е голема чест што ви имам дел од мене, како телевизија, како водител. Village Festival беше во главата кај мене веќе 2 години, и што беше малку потешко да се реализира, али допревме до тоа што треба да биде. Благодарение на господинот Митко Јанчев и неговата Кожувчанка, кој што ни овозможи и даде доверба во мене дека Village Festival да го достоинствено го покажам како во Теквешијата и во моето село. Се надевам дека до година ќе има повеќе заинтересирани спонзори, кои што ни дозволат да го направиме Village Festival 3 дена. 3 дена сакате да трае веќе од година, веќе подготовките се започнати за од година, уште не почнат фестивалов. Па имаме нешто во глава, така да вториот празник ќе одмориме, ќе има матни глави, тека трети ќе се подготвуваме за наредната година. Очекувам многу гости и сакам на сите гости да му пожелам добра забава, да помине концертот во мирна и весела атмосфера. Така да се надевам дека ќе се гледаме до година и со другиот дел на теренот што го имаме. Првото издание на Village Festival поминува и еве се подготвуваме и очекуваме убава забава вечерва токму во село Војшанци благодарение на организаторите кои вечерва одлучија токму во ова село да направат одлична забава со Галија и сите останати учесници. Тука со мене е Александар Велковски од Авангард Продакшн. Александар, каква чест? Честа е моја. Кажи ми, зошто баш Војшанци го одбравте како настан? Како излезе таа сета приказна? Зошто не? Секогаш во градовите нешто се случува, по селата што се? Треба да ги отфрлиме, не постојат, затоа се целуваат луѓето. Значи, редно е да се врати и животот во селата, културно-уметничкиот, забавниот живот и хуманитарните настани да се вратат и по селата. Значи, со едно вакво нешто можеме да заокружиме нешто. Една цел. Така. Зошто баш Галија ја одбравте? Галија е група со душа. Значи, тие се посебни како и за мене, и за Александар, а бога ми колку што разбрав и за село Војшанци има многу квалитетна публика. Така. На Галија. Така.
Не застануваме тука, продолжуваме. Продолжуваме понатаму. Dream Team и тимот што победува не се менува. На Village Festival првото издание честа ја имаат и Коки Бенд и Благица да настапат. Благица, те гледаме често дека си низ Скопје, меѓутоа мислам дека ова е стварно убава прилика да покажете со Коки што си имате на репертоарот и да се представите во најдобро светло токму овдека на Village Festival. Предпоставам дека прв пат си во Војшанци. Прв пат сум, да, и баш ми е мило, интересно, ќе биде вечерва, мислам. Ново искуство, интересно. Групата Галија ја запознавме и така. Така. Убава е честа да бидете пред група на групата Галија, што значи дека ќе треба да се покажете во најдобро светло. Предизвикот е голем, што да очекува публиката вечерва од вас? Па, очекува журка. Ја дадеме се од себе да сепак имам една мала позитивна трема за тоа што со нас се легенди, сепак, али мислам дека ќе биде добро, да. Така. Што одбравте од репертоар? Ева нешто да откриеме. Па, одбравме се што е старо, добро останато, Дино Мерлин, Здравко Чолич, значи Северина, нешто и за помалата, мислам помладата публика, сепак некои хитови во глобала, ќе биде добро, да. Очекуваме ли многу фанови да дојдат вечерва? Па да, зашто да не, нормално. Споделувавме сега, барем имаме кај да се промовираме на социјалните мрежи, мислам дека ќе биде добро. Io sam na korankova, a ti si ruku pružila. Bio sam na kiši sam, i vrata si otvorila. Bila si nekako sad, sa mene ne zada. Bila si žena što zna da osjeća. Bez tebe nestaće sunca, druge ću prositi za malo ljubavi. Здраво, јас сум Благица од Коки Бенд, а вие гледате КТВ телевизија. За прв пат во село Војшанци се одржува фестивал по име Village Festival. И во првото издание го имаме нешто од Галија. Галија е првенецот кој ќе настапи овдека во село Војшанци. Господине Нешо, како сте? Savršeno, kao novo. Прв пат ли сте во Војшанци? Jesam. Baš smo sad kad dolazili preko gde je ovo. Ok, bio sam negativan, sve, ovaj kraj, sve sam bio, ali još se nisam. Како ви се допадна, го прошетавте ли селото? Nisam imao kad, samo smo došli na probu i sad spremao se i sad već je pao mrak, tako da sumnjam da ću videti nešto. Што може да очекуваат фановите вечерва? Pa mislim klasičan koncert ono što inače sviramo, ali to su pesme koje uglavnom je presek karijere tih 47 godina koliko band radi i tih veliki broj tih albuma, nekih 15-ak, 16-ak. I onda ćemo pokušati da izaberemo po nešto i onda ćemo svirati tako, napraviti neki presek. U svakom slučaju za svakog po nešto. Така. Што да очекува публиката воопшто од Галија во иднина? Што имате во план да правите? Pa svašta mi imamo u planu. Mislim, približava se 50-godišnjica Galije i to je onaj plan koji zapravo se najviše planira, a to je sa velikom filharmonijom, veliki koncert koji bi trebao da se desi za 1-3 godine, ali on se mora pripremiti jako dobro, tu ima puno posla. Pre toga ćemo sigurno objaviti još jedan album, on je praktično gotov, samo treba završiti, finiširati u studiju, ima tu dosta posla, ali već se zna otprilike kako to izgleda. Tako da jako puno imamo aktivnosti, plus treba održati sve te ugovorene koncerte. Ja lično mislim da ćemo negde blizu kraja godine da stanemo malo sa koncertnom aktivnošću da bismo mogli da završimo album. Така. Како ќе се вика албумот? Nema pojma, to ćemo tako. Значи се уште не се Ne, pa to su stvari koje na kraju tek. Ima tu toliko stvari da ovo kako se zove, to su sve ono stvari koje tek na kraju. Ponekad se desi pa recimo album ima naslov pre nego što on i tako dalje nastane, ali ovaj put to nije taj slučaj.
Така. Во оваа ваша скоро 50 годишна кариера, која од вашите песни ви е најомилена? Pa nemam pojma, veruj mi, to sve, to je nešto što ne može da odvoji čovjek, znaš. To kad bi ja tebe pitao koje ti je dete najbolje, sve su ti dobri, znaš, tako da nema tu se ne odvaja. Sve je u redu, a čekam
Ja sam Neša Galija, vi gledate KTV televiziju. Ćao! Kako беше екипа? Не ве слушам. Јако ли беше? Едно знам, дека за Village Festival се погрижија и нашите пријатели, нашите спонзори. И редно е да ги поздравиме, нели? Генерален покровител Кожувчанка со целата нејзина палета на производи. Dim Metal, кој морам да ви кажам за мојот вечерашен изглед се погрижија токму тие. Потоа одиме Гемак, Екстра Жак 2000, кои тука се присутни со својата палета на производи. Потоа Железара, Буби, Мебел Буби, Тим Колор, Ким, певец Столарија Здравков, Дуки Дасо, Чејков реклами и медиумски покровител КТВ телевизија. Така е да се знае дека Војжанци има Village Festival.